Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани генерали. Добро утро за генералот Ленгел. Навистина ми е задоволство што во денешниот напорен ден за Министерството за одбрана, па и за вас кои што ќе не следите денес, можев да го почнам денот со посетата на генералот која што требаше да се случи кон крајот на минатата година, но очигледно е дека американската армија има одличен тајминг и доаѓа во моменти кога Македонија има и со дополнителни работи со кои може да се пофали. Шефот на Бирото на Националната гарда на Соединетите Американски држави, генералот Ленгел, е важен партнер за нас, бидејќи армијата на Република Македонија долги години стекнува огромно искуство, знаење од соработката со Бирото и особено со гардата на Вермонт. Ова партнерство ја овозможи на армијата и на нејзините припадници сиве овие изминати 25 години да создаде многу силни врски, кои што се карактеризираат со почит, со професионалност и со големо партнерство. Во овој момент кога разговаравме за тешките предизвици со кои Македонија се соочуваше изминативе години, моравме да спомнеме дека посетата е навистина во одличен тајминг, во момент кога Македонија покажа дека го заслужува своето место во НАТО алијансата и поради тоа што знае да ги решава, а не да ги смрзнува и чува своите проблеми. Изминатата година со потпишувањето на договорот помеѓу Македонија и Грција и оваа година со усвојување на уставните промени покажавме дека како држава можеме да се ослободиме од тегот кој што долги години не влечеше кон дното, кој што не и дозволуваше на Македонија да го заземе своето заслужено место во НАТО и не ни дозволуваше да бидеме доволно амбициозни ни во поглед на нашето НАТО, ни во поглед на нашето членство во Европската Унија. Успеавме да го направиме тоа и заради тоа што армијата на Република Македонија беше подготвена да стане армија на НАТО алијансата. Јас се сеќавам на деновите пред и околу самитот на НАТО во Брисел минатата година, кога од многумина во медиумите добивав едноставно прашање дали армијата на Република Македонија е подготвена да стане армија на земја членка. И ми беше лесно и едноставно да одговорам со да. Заради тоа што армијата на Република Македонија сите изминати години инвестираше во своето знаење, во својата професионалност и меѓу другото тоа беше овозможено со нашите многу блиски врски со Соединетите Американски држави, со нивната армија и со нивните национални гарди. Денеска, кога Македонија заврши својот дел од обврската, можеме да кажеме дека навистина не делат неколку недели од седнувањето на НАТО столчето кое што оваа држава толку долго време го посакува. И затоа велам одличен беше тајмингот денеска да разговараме за тоа како оваа соработка да ја продолжиме во иднина. За нашата меѓусебна соработка доволно говори фактот дека околу 5000 припадници на армијата на Република Македонија биле вклучени во заеднички активности помеѓу нашата армија и армијата на Соединетите Американски држави. За оваа соработка гласно говори и фактот дека токму Македонија и Вермонт беа модел на соработка кога за прв пат во 2010 година заедно настапија и заедно упатија своји припадници во рамки на операцијата Феникс во силите ИСАФ во Авганистан. За нас, како држава, за армијата е извонредно значајна и соработката која што ја имаме преку билатералната соработка со Норвич универзитетот, каде пред само неколку дена беше упатен уште еден нов кадет, тоест кадетка, за да ги продолжи своите студии. Научивме многу едни од други и едни за други. Нашите војници станаа не само партнери, туку и пријатели. И во тоа се гледа важноста и блискоста на ова партнерство. Оваа година не очекува и заедничката вежба, одлучувачки удар, кога во Македонија
ќе пристигнат над 1000 војници од 56-та бригада на Пенсилванија на заедничка обука со војниците на нашата прва механизирана бригада. Нашата билатерална соработка, која што трае 25 години, и минатата и оваа година, ќе ја подигнеме на повисоко ниво и затоа навистина сме задоволни што овие денови можеме да бидеме домаќини на генералот Лангел. I would like to thank you, Minister Sekarinska, for hosting me here today. This is my first trip to this great nation of Macedonia. I'm honored to be here. My friend, the Adjutant General from Vermont, has been telling me for many years what a wonderful nation this is and how important this relationship is between our two countries, and I'm glad to be here today. Дозволете да ви се заблагодарам, министерке Шекеринска, што сте мој домаќин денес. Ова е моје прво патување во оваа прекрасна земја, Македонија, и сега знам зашто мојот пријател, аѓутантот генерал мајор Крей од Вермонт постојано ме убедуваше дека е важно да дојдам и колку се важни односите помеѓу нашите две земји. Ma'am, we in the National Guard in the United States are so proud to partner with the soldiers of the Army of the Republic of Macedonia and your citizens. Your Army has deployed with our Vermont National Guard, as you mentioned. You were the first partnership nation to deploy with us to Afghanistan, and we are very grateful for that. It has continue to offer great contributions to the readiness of our forces here in the Balkans, as you have helped enable our use of Krivolak range, which has been very, very helpful to us not only now, but looking forward to future engagements in the future. Господјо, ние во Националната гарда на САД сме горди што сме партнери со припадниците на армијата на Република Македонија и со вашите граѓани. Вашата армија е распоредена со нашата национална гарда и таа беше првата армија што беше распоредена во Афганистан заедно со нас и обезбеди голем придонес за подготвеноста на нашите партнери и им овозможи на нашите сојузници и на нас да се обучуваме заедно на армискиот полигон Криволак, и тоа не само сега, туку се надеваме дека тоа ќе продолжи во иднина. And as a member of the Joint Chiefs of Staff, I can assure you that America's top military leaders are thankful and aware of Macedonia's growing military capabilities in the region. Your efforts, as well as your regional initiatives, enhance cooperation, stability, and security here in the Western Balkans. Како член на Сдружените началници на штабови на САД, ве уверувам дека највисоките војни лидери на САД се свесни и благодарни за се поголемата и растечка војна храброст и способност на Македонија. Вашите напори, како и вашите регионални иницијативи, ја зајакнуваат соработката, стабилноста и безбедноста овде во Западен Балкан. And we are so pleased and thankful with the enduring success of the partnerships between Vermont and Macedonia, which celebrates 25 years of cooperation, 25 years this year. And in the last 18 months, not only Vermont Guardsmen have been here, but Guardsmen from 5 other states, Minnesota, Massachusetts, Tennessee, and as far away as Hawaii, have visited and trained here in Macedonia. Многу ми е мило и сум навистина благодарен за истрајниот успех на партнерството помеѓу Вермонт и Македонија, кој оваа година одбележува 25 години соработка. Значи, оваа година цели 25 години. Во изминативе 18 месеци припадниците на не само припадниците на Националната гарда на Вермонт, туку и припадници на националните гарди на Минесота, Масачусетс, Тенеси, па дури и Хаваи ја посетија Македонија. I am looking forward to the many opportunities for enhanced cooperation that lay ahead for us in the future. The decisive strike exercise later this year will feature more than 1,000 soldiers from Pennsylvania, as you mentioned, and the Army of the Republic of Macedonia training together. Со задоволство очекувам уште многу можности за зголемена соработка понатаму во иднина во рамки на вежбата Одлучен удар подоцна оваа година, во која повеќе од 1000 војници од Националната гарда на Пенсилванија, како што споменавте и вие, и припадниците на АРМА ќе се обучуваат заедно. We also want you to know that the United States military supports Macedonia on its path toward full Euro-Atlantic integration, including its efforts to join NATO and the European Union, implementing judicial reform, strengthening its democratic institutions, combating corruption, and develop a competitive and free market economy. We welcome your Parliament's vote to adopt the required constitutional amendments
to fulfill Macedonia's obligation under the Prespa Agreement. Исто така сакам да знаете дека војската на САД ја поддржува Македонија на незиниот пат кон полноправна евроатлантска интеграција, вклучувајќи ги активностите за влез во НАТО и Европската Унија, спреку спроведување на судски реформи, зајакнување на демократските институции во земјата, борба против корупцијата и развој на конкурентско стопанство и слободен пазар. Го поздравуваме изгласувањето на уставните амандмани од страна на вашето собрание, кои се неопходни за исполнување на обврските на Македонија согласно Преспанскиот договор. Our National Guard has trained and deployed alongside your soldiers, and we appreciate your valuable contributions as a future NATO partner. We look forward to welcoming your country as the newest NATO member in the very near future. Припадниците на нашите национални гарди се обучуваат и распоредуваат заедно со вашите војници и ние сме многу благодарни за вашиот вреден придонес како иден партнер на НАТО. Со задоволство го очекуваме моментот да ја поздравиме вашата земја како најнова членка на НАТО во блиска иднина. The United States and its NATO allies and partners fully support efforts for nations to chart their own path towards peace, prosperity, and security for their people. The State Partnership Program helps advance these goals. Rest assured, the National Guard stands with Macedonia and our allies against those who threaten us. САД и незините НАТО сојузници и партнери целосно ги поддржуваат напорите на земјите да го трасираат сопствениот пат кон мир, просперитет и безбедност на своите народи. Државната партнерска програма помага во напредувањето на овие цели. Бидете уверени дека Националната гарда стои зад Македонија и нашите сојузници против сите оние кои ни се закануваат. Thank you, Minister Shekarinska, for hosting me here, for all of your hard work and sacrifices, for you, your soldiers, their families have made to make your country, this region, a more stable and peaceful place. Thank you very much. Ви благодарам уште еднаш, министерке Шекеринска, што бевте наш домаќин овде и за напорната работа и пожртвуваност ваша, на вашите војници и на нивните семејства, за да направат оваа земја и овој регион побезбедно место. Ви благодарам. So happy to turn it on. My last time I was supposed to relay to you, Secretary Mattis's greetings, and so he's moved on, but I'm sure he'd be happy that I finally got here to see you.